Ајде веднаш со разговорот. Оваа сезона беше полна со енергија, издржливост и спортски дух, а нашите триатлонци го покажаа тоа на меѓународната сцена. Денес разговараме со селекторот на македонската триатлон репрезентација, секако за резултатите, предизвиците и плановите што следуваат. Ќе дознаеме и како се гради еден успешен тим тука кај нас во Македонија. Данчо Ѓоргиевски, селектор на македонската триатлон репрезентација. Добро утро и добре ни дојде. Добро утро, здраво најав. Данчо, ајде да одиме поред, како ги оценувате настапите на нашите триатлонци на меѓународната сцена оваа сезона? Генерално успешно, секогаш може да е подобро, секогаш може да е полошо. Ние сме, пак ќе кажам, мала држава. Триатлонот е пред се спорт, како го викаат, за богатите. Држави со многу поголем буџет и поголема свест, веројатно спортска, но не се даваме. Сакаме сме таму, сакаме се тркаме со нив. Локално сме баје конкурентни, секоја се враќаме со подиуми од надпревари во Хрватска, во Србија, во Бугарија, Словенија. За, да кажеме, западно треба уште работа, али пак ќе кажам, не се предаваме. Така. Што беше најголемиот предизвик за вас како селектор во градењето на оваа репрезентација? Јас влегов во триатлон пред 10 години и нешто прво што сакав да триатлон стане кај нас помасовен спорт како што е секаде у светот, што тоа е еден од најбрзо растечките спортови. И некој успеавме тоа, направивме тим на млади деца тогаш, деца кои веќе сега достигнуваат возраст кај што треба да излезат да се тркаат со кремот на Европа. После ме радува што корот од тие деца се уште е у спортот, со сите предизвици што го дава ова општество. И тука може да го наоѓам најголемиот предизвик, што како општество не сме ние спортско општество, како народ не сме ние спортски народ. И нешто се борам секојдневно со децата, што ги убедувам дека треба да стојат у спортот, дека треба да издржат, да опстанат, дека кај нас тие се малку. Грото е некој што не се бават со спорт, што грото денот на телефони или што искачање, сега пубертливи што ги викаме. И мислам дека тоа е најголем предизвик не само за мене, туку и за самите деца и за самите родители. Да во ово општество детето го држиш кон нешто здраво, кон спорт, кон детерминација, кон фокус, да. Триатлонот бара исклучителна физичка, но и ментална подготвеност. Како ги мотивирате пред се младите да останат фокусирани и дисциплинирани низ целата сезона, ако веќе зборуваме за овие навики, телефони, таблети? Точно тоа што го кажав. Триатлонот е сублимат на три спортови: пливање, возење, велосипед и трчање. Сите три спортови треба да се работат. Некој триатлонец кај нас на 14 до 16 години треба да има минимум 11 до 12 тренинга неделно, што е бајги многу е. И посветеност. Да, посветеност. И тоа е, пак ќе кажам, најголем предизвик. Мотивацијата доаѓа од успесите некако. Мотивацијата доаѓа од желбата за повеќе. И моја, и нивна. Значи ние еве сега сме оф-сезон, мислам надвор од сезона, нема веќе надпревари, али сега е кога треба да се работи. И стално го збориме тоа. Ке трепнеш, ке дое мај, ке дојдат надпреварите, мора да станеме фокусирани. Најчесто надпреварот, најчесто предизвикот она што ги држи, што ги вози низ овој период на кога се тренинзи, а кога нема нешто опипливо, збориме од надпревар. Така. Дали Македонија има доволно услови и инфраструктура за развој на триатлон според европски стандарди? На каде се движиме? И ако треба нешто да се промени, што е тоа што првично како основни услови или ресурси недостасуваат? Тоа го прашувам со оглед на тоа дека репрезентацијата постигнува успеси. Има волја. Да. Има и интересна работа за Македонија како триатлон земја, да кажеме. Македонија е топла држава. Нешто што е неминовно за триатлонот, пошто триатлонот бара возење велосипед. Значи, ние после јужниот дел на државата има услови да се вози велосипед 365 дена, има услови да трчате цела година, што не е случај скандинавските земји кои се јаки у триатлон. Кажу, имаме колега што соработувам во Финска, што децата 200 дена годината возат тренажери у затворено, што е голем напор за дете. Ние сме убава земја, топла земја, кај што може да се бавиме со триатлон. Кај нас главниот проблем се базените. Скопје е со 1,5 базен, да кажеме. Ајде, Куманово има базен, сега Штип се отвара.
мора да има повеќе базени за не само триатлонот, пливањето, ватерполото, сите водни спортови. Кај нас имаме традиција ние за тие спортови. Кај нас се пливало, се играло ватерполо години. Така да, како државен проект, веројатно базените се нешто што мора да го имаме како држава. Тоа по мене не треба да биде филозофија, ниту нешто. Ние останавме со 2 функционални базени во Скопје, така? Не може да кажеме двата се функционални. Олимписки базен, големото корито затвора, останува малото корито зима. Значи еден. Да, Карпош базенот сега беше затворен 6 месеци, пак има најави се затвора и тоа е голема борба. Посебно за пливачи не зборам. Така. Ајде, ние сме 3 спорта, некако преклопуваме, али не знам, базени мора да има. За водни спортови, пак ќе кажам, нешто што имаме традиција, базени треба да да го почитуваме и развиваме. Да. Колку е важна поддршката од државата, институциите, спортски институции за постигнување на меѓународен успех во триатлон репрезентацијата? Критично важна и нешто мора да кажам искрено што од кога се оформи Министерството за спорт, таа поддршка се зголеми и финансиска и да кажам морална. И така и до успесите. Да, има слух, има разбирање. Нема како врвен спорт без државна помош. Значи ние не збориме за спорт кај што си играме нешто или кај што е бизнис или што све е во ред, али ако збориме за успех, тука не може родителот да е стално банкомат. Значи мора државата застане за тие деца, мора да го гледа целото како државен проект, како градење на здрава нација, градење на здрави навики, пошто тие луѓе утре ќе влезат во системот. Тој треба да врати назад на државата. И тој круг мора да се гледа така. Затоа, пример, не знам, NCAA колеж лигата во Америка е најбогатата лига во светот. На колеж фудбал има 100.000 луѓе што гледаат. Пошто некој вложил тие деца, пошто тие деца од нив 0,1% ќе станат професионалци. Ама 99,9% ќе станат успешни граѓани кои ќе плаќаат данок и се натаму. Да, и воспитувањето е тука апсолутно, на прво место, кога се работи со млади спортисти. Спортот носи и воспитување. Не знам, на некој од банкиве големи интервју слушав, GM-от го прашуваат кого при вработување, што ви се клучни фактори. Викат Сивик, ако видам дека се бавил со спорт за време на коледж, има предност. Одман ги филтрирам тие. Пошто тоа дете вика знае фокус, знае детерминација, знае hard work, напорна работа. И навики во континуитет. Некој вика што не го правил тоа, треба да го стекне. Тоа е веќе проблем. Проблем е. На подоцнежни години сигурно уште поголем. Имаме ли во репрезентацијата нови млади надежи, имиња на кои што треба да се обрне повеќе внимание во следниве години? Има. Пак ќе кажам дека тоа е добро што таа генерација што почнавме, еве Струга има убав надежен тим исто, кај што влагаат деца, убави да кажам. Скопје имаме стандардно секоја година скачаат нови дечиња. Тој еден гап што постоеше веќе го нема. Секоја година имаме нови деца кои влегуваат во тие, да кажеме, напредувачки категории, јуниорски, кадетски и за брзо сениорски. Така. Какви се плановите и целите за наредната сезона? Кажавме веќе заврши сезоната, дали веќе се подготвувате за некој конкретен голем надпревар? Да, веќе календарот е поставен, веќе зборевме со родителите, пошто и тоа малку треба да се обрне внимание со школо, со што ни следува. Не е лесно да се биде тренер со млади деца, треба да се на сите страни да се менаџира. И тренери, воспитачи, пријатели се. Главен настан идната година ни Европското првенство што ќе во Шпанија, во Мерилија. Се формира од неодамна Балканска триатлон федерација која ќе формира лига за кадети и јуниори, што е посебно значање за нас. И овие надпревари ни се посебен фокус, пошто таа лига има општо така како цел да таа федерација, усвари Балканска федерација, да точно овие деца заедно, пошто пак ќе кажам, не само ние, целиот регион е многу тешко да се надпреварува со Франција, со Англија, големи триатлон сили, и сватија дека само заедно можем да идеме нагоре. Така да имаме тука сериозни деца кои може да влезат у таа приказка и заедно со дечињата од Романија, Словенија, Хрватска да пробаме и ние да се вклучиме кон големите триатлон сили.